Ви благодарам, подпредседателке. Почитувана јавност, пред нас се нови законски измени на Законот за основно образование и Законот за средно образование. Се менуваат само неколку членови, 4-5, и можеби тоа некому ќе му остави впечаток дека ваквите измени нема да повлечат многу последици во образовниот процес. Но позади овие измени стои процесот на оптимизација, токму таков каков што го замислила ова власт и министерката Весна Јаневска. Во образложението на самите законски измени стои дека тие се прават поради подобрување на начинот на финансирање на училиштата и оптимизација на училишната мрежа. Почитувани, ја слушаме министерката дека постојано зборува за оптимизација и дека токму таа оптимизација ќе го подобри квалитетот на наставата. Но онака како што таа ја замислува да ја спроведе, оптимизацијата значи само намалување на трошоците и приспособување на образованието кон буџетските ограничувања. Таа всушност наставниците и учениците ги гледа како трошок. Во овие законски измени загрижува измената со која од позитивно мислење се преминува на согласност од Министерството за формирање паралелка со помал број на ученици. Ова може би изгледа како техничка измена, но тоа е јасна дополнителна централизација на одлучувањето. Тоа е концентрација на моќ кај министерката. Тоа е порака дека локалната самоуправа, директорите и училиштата се помалку ќе одлучуваат, а се повеќе ќе чекаат одобрение од централната власт, во случајот министерката Јаневска, која решила да отпушти наставници и да даде приоритет на партиските тендери за превоз на ученици, отколку да и биде приоритет образовниот процес. Ако една општина има средства и ако финансиската анализа покажува дека има оправданост и одржливост некој училиште да обстои, тогаш зошто би ја спречила општината самата да одлучи и да инвестира во своето училиште и во своите ученици? Општината е всушност и основачот на овие училишта. Зашто е потребна согласност од министерката? Овие законски измени покажуваат дека владата не им верува на општините, на градоначалниците, кои во голем дел се токму од ВМРО ДПМН, па им одзема дел од надлежностите и ја концентрира моќта во власта. Почитувана јавност, особено загрижува што и при оваа амандманска расправа, каде побаравме намалување на бројот на учениците во паралелките, не добивме јасен одговор. Како ова оптимизација ќе се одрази врз руралните, односно помалите средини? Министерката треба да знае дека секој училиште има значење кое е многу поголемо од бројката на ученици кои што го посетуваат. Во многу населени места училиштата е последната инстанца што го одржува животот во таа заедница. Во помалите населени места училиштето е место каде што се одвиваат целиот општествен живот. Тоа е причината поради која што младите семејства решаваат да останат таму да живеат. Кога ќе се затвори училиштето, не се затвара само зграда, не се затвара само училишен објект. Тогаш ослабнува и се затвара целата таа заедница. Се забрзува и селувањето. Но министерката одамна ја кажа својата намера. Училиштата ќе ги пренамениме во домови за стари лица. Затоа ние бараме повеќе флексибилност за општините и повеќе можност да се зачуваат училиштата таму каде што бројот на ученици опаѓа. Помалите паралелки не се слабост на системот, напротив, тие се можност за поквалитетна настава. Наставникот има повеќе време за секој ученик, може подобро да ги следи неговите резултати и навреме да ги препознае потешкотиите во учењето или да ги препознае талентите на учениците. Нашиот амандман нудеше разумно решение да се овозможи формирање на паралелки согласно реалните услови, а не според административните критериуми кои во многу случаи не ја одразуваат реалноста. За жал, тие беа одбиени. Оно што најмногу недостасува во јавноста за овие законски измени е одговор на низа прашања. Каде е анализата? Каде се бројките? Каде се проценките за последиците? Колку паралелки ќе бидат погодени?
Колку училишта ќе бидат опфатени? Какви ќе бидат ефектите врз наставниот кадар? Колку наставници ќе останат без работа? И најважно од се, како тоа ќе се одрази на децата, кои ќе треба да ја сменат средината во која го започеле образованието, ќе го сменат наставникот, а не подготвени доволно за тоа. Како семејствата ќе го реорганизираат своето живење, кога на само 2 месеци од почетокот на новата учебна година не знаат што ќе се случи со нивните деца. За жал, и покрај обидите од оваа говорница да дојдеме до овие информации, не добивме конкретни одговори. Добивме политички квалификации и манипулации. А образованието не се води со политички флоскули. Образованието се води со анализа, со аргументи и долгорочни стратегии. Затоа остануваме на ставот дека предложените измени не ги решаваат суштинските проблеми во образованието. Напротив, ги продлабочуваат и создаваат нови. Тие носат повеќе централизација, носат повеќе административна контрола, носат повеќе неизвестност за дел од училиштата, а премалку зборуваат за квалитетот на наставата, за учениците и за наставниците. Верувам дека сите се сеќавате дека во април 2022 година сегашната министерка Весна Јаневска, која тогаш беше опозиционерка, велеше, цитирам: "Потребно е власта да изнеде пари, бидејќи за наставниците станува збор." Да, министерке, за истите наставници станува збор и сега, ама ги омаловажувате, велите не работат доволно, велите треба повеќе да се вложат, велите дека ќе ги прераспределите на други работни места, а оние кои што имаат договорено определено време, без разлика дали ги исполнили условите за трансформација, ќе ги отпуштите. Сега истата таа Весна, значи кога седна на министерската фотелја, зборува сосема друго. И едноставно тоа значи понижување и манипулирање на наставниците и на сите во образованието кои што во неа видоа некакви нови и квалитетни промени. Ги излажа. Сите се сеќаваме дека едноставно таа многу ветуваше, но ништо не направи. Но навистина жалам и за колегите, пратеници кои што се подпишани како предлагачи на овие законски измени. Затоа што тие се користат да предложат овде во собранието непопуларни мерки. Ако толку беа добри овие измени, зошто не ги подпиша министерката? Се прашувам како овие колеги, кои што дел од нив се и наставници, понатаму, кога ќе излезат од овие клупи, ќе ги погледнат своите колеги наставници во очи. Почитувани колеги, првата одлука која донесовте овде во ова собрание беше зголемувањето на министерствата. Тоа значи повеќе министри, повеќе заменици министри. Тоа значи уживање на сите привилегии кои што тие ги имаат. Кабинети, вработени во кабинетите, возила, возачи, картички за репрезентација за гориво, службени патувања. Но тогаш за тоа се имаше пари. Но сега за наставниците и за учениците нема пари, тие се трошок. Затоа предлагам рационализацијата да тргне токму од тука, да тргне од нас. Па ајде сите зборуваме дека наместо 120 пратеници доволни се 90. Ајде да го направиме тоа. Тоа е оправдана оптимизација. Ајде да ги скратиме министерствата, да ги скратиме трошоците кои што се врзани со толку министерства. Ајде одберете сега со реконструкцијата министри кои што ќе доаѓаат на работа и ќе му служат на народот, а не да шетат по светот и да ја земаат платата. Ете тоа ќе значи вистинска реформа. Инаку оневозможувањето на учениците да имаат пристап и еднаков третман во образованието е нивно загарантирано уставно право. Иднината се гради само со поддршка на наставниците и на учениците, не со поддршка на политичарите. Ви благодарам. Благодарам и јас. На говорот на пратеничката Николова пријавени се 3 реплики. Прва за реплика е пратеничката Емилија Ангелова. Повелете.
Благодарам, подпредседателка. Јас искрено не можам да се изначудам на риторикава, дали навистина вие ја следите, ја слушате министерката кога говори, кога вели дека навистина нема да има затварање на училишта и дали ви смета тоа дека со оптимизацијата нема укинување на училишта, нема укинување на затварање на училишта, туку подобрување на условите за работа. Да, не може да се работи со едно или со две деца. Токму ние кои што доаѓаме од образование, знаеме дека не може да се работи само со едно и со две деца во паралелка. Но оптимизацијата не представува укинување на правото на образование. Далеку е од тоа. Напротив, создавање на услови за секое едно дете да има подобар услов за работа. Дали е надпревар меѓу учениците да работат две деца заедно? Дали е искористување на ресурси две деца во една паралелка само да има? Значи, навистина не можам да разберам зошто се овие критики кои што реално во периодов, вие кога бевте на власт, дали направивте нешто со кое што го подобривте образованието? Дали нас ни овозможивте како наставници да се чувствуваме наставници и да се чувствуваме вреднувани? Многу грешите. Еве, јас сум професор по хемија и точно знам на каков начин ги укинувавте моите часови во училиштата. Како воведувавте програми со кои што нас ни ги укинувавте часовите. Така да зборуваме за реални работи, да зборуваме за она кое што навистина реално се прави, а тоа е подобрување на условите за работа и на наставниците и на учениците. Дали е подобро да имаме училишна зграда и ресурси кои што учениците ги користат, или ќе ги правиме затворени кругови со 2, со 3, со 5 деца, а учениците ќе немаат ресурс и ќе немаат со што да работат. Така да, немојте да го лажете народот, немојте да создавате страф и паника кај наставниците, кај учениците, кај родителите. Ова што го правите се само популизам и воопшто не се темели со некакви факти. Меѓутоа, сметам дека сето ова само ќе ја подобри работата на училиштата, ќе придонесе да имаме подобри услови, со подобра опрема, современи кабинети, поквалитетна настава. Заради тоа сметам дека сето ова што е овде изнесено навистина е многу далеко од вистината и навистина само непотребно давате лажна слика пред народот. Ви благодарам. Контра реплика пратеничката Даниела Николова. Повелете. Ви благодарам, колешки, на репликата. Колешки, не сме само од овде, колешки сме многу од подамна. Јас и вие работевме во исто училиште. И познавајќи ве, знам дека ни сама не си верувате на оно што го зборувате. Дека ќе има отпуштања, нема можеби да има на прва рака, ама ќе има. Ќе ги отпуштат на втора, да. Ќе ги прераспредели министерката во образовни асистенти. А прераспределувањето, како што и самата напишала во дописот кој што го праќа до општините училиштата, е само распоредување кое е за време траење од една учебна година. Така што не ги лажете наставниците. Никако не ќе можете да смирите оваа тензија која што непотребно ја создадовте во образованието. Благодарам.